Вики, Молам. ти си од Стојаково. Да. Јас сакам да ми го правиш цело интервју денеска, да ми одговараш на гевгелиски. Стварно? Може ли? Да. Да. Може ли? Да, може. Океј. Од колку години пееш? Од 20, од 22, господи. Од 22, да. Не, од 22 на евгелиски требаше. Да. Пеам од 14. Од 14 Да. години. Можеш ли да ми раскажеш кратка приказна за Стојаково? Стојаково. Стојаково е мојот роден крај. Леле. Од диалект. Ајде. Значи, Стојаково е мојот роден крај, како што знаат веќе сите. Ајде. Пораснах во Стојаково. Живеех во Стојаково до моја 18-та година. Имах детство кутисите. Стојаково си го обожавам во срцето ми. Што значи тоа кутисите? Кутисите? Што значи тоа имав- однос на приказната твоја? Имав нормално детство. Значи, мојот живот се смени од 15 години. 14 Како? Почнаа проблеми дома, дека нас. Какви проблеми? Па, мама и тато не можам на диалект да Но не ќе зборуваш. Ајде. Мама и тато никогаш нема редовна работа. Добро. Значи, Што работат твоите? татко ми е земјоделец. Мајка ми домаќинка. Они нема работа кутисите, други. Нормално и мора да се снаоѓат. И заради тоа тато беше земјоделец. И се беше окей, одеше до моја 15 година. Тогаш 14 према 15. Мислам, оти се започна од кога почина чичко ми на татко ми брат. Татко ми е сличен карактер на мене. Кога ќе му дојде све до овде, тој се откажува. Добро, и што почна? Какви проблеми? Почна проблеми по дома, да се карат со мама и тато, да се расправат. Тоа не е уопште интересно за да го гледа едно дете. Меѓутоа, и јас можам само да кажам фала за тоа што сум јас сега тоа што сум. Они се уште заедно? Не, они се разведеа, да. Кога? Пред 5 години. 5 години. Да. Они се разведеа во периодот кога најмалце требаше. Може би, но да, никој пат нема вистинско време за тоа. За детството може да кажам, пошто најубаво ми е детството. Ајде. Имах многу убаво детство. Значи во Стојаково, јас го фатих времето кога ише Игор Џамбазов во Стојаково. Тоа сакам да те Имахме концерти. Значи, не памтам убаво дали тоа беше преку ден или секој викенд. Стојаково беше село, меѓутоа град. Значи, имше кафичи, дека што се правеше забави и имше многу луѓе, концерти, освен Игор Џамбазов. Добро, и Игор и Џамбазов други. посвети Да. блуз за Стојаково, има Да. стојачки блуз. Да. Игор Џамбазов. Знаеш ли го ти тој стојачки блуз да го пееш? Не. Да, многу срам да ти. Добро. Стојаково блуз не знам да пеам, али имам изненадување. Тоа од кога влезех во оваа куќа, јас ги учам сите учесници да научат песната за да направиме хор од Добро. Стојаково блуз. Браво. Браво, кога ќе го направите тоа? Значи, не можам сите да ги научам брзо, за да тоа да биде брзо, па да речам се мачам со сите. Некој сака, некој неки, ама ми реков,
ако ме почитуваш, може да го научиш, не е проблем, не мора цела песна, 2 строфи само заради мене. И окей, супер, може да го направим. Да, добро. Ајде се вратиме на твоето детство со Јакова. Значи, сите, кога беме малечки, ние се дружахме сите што сме околу, значи околу мене тие што живеат, комши. Добро. И сите комши уствари ми беа на моја возраст. Играње, жмурки, ластик. Па не ги ни памтам као се викаа сите игри. Со топка игравме, колку пати ќе од колената увек имав модрици Не ми и зборуваш рани. на гевгелиски. Знам. На колената секој пат имах модрици и рани. Немше шанси јас да излезам вонка и да не паднам. Немше Кажи шанси. ми, кога се развидаа твоите родители, ти кај кого остана да живееш, кај мајка ти? Така, значи, не е баш така. Мама и тато се разделени, мама е дека тато, дека мајка е, а тато е дома во нашата куќа. И јас, пошто и двојцата се во Стојаково, јас одам дома. Кај е домата твоја? Дома е во куќата кај што пораснав. Кај татко ти? Да. Ама одам и дека мама, нормално, они двојца комуницират само кога ќе треба нешто за нас. Они двојца си прават мобет. Добро да, фина, да. Што јас многу сум благодарна на тоа. Цел тоа период кога они пред да се разделят, мислам периодот пред они да се разделят беше многу тежок за сите нас. Значи јас дојдех во Скопје. Прва година бех на факултет. Таа ми беше една од најбавта години, заради тоа што јас го смених местото на живеање, смених пријатели, нови познанства, факултет, среќна бев многу, али дома ситуацијата ми беше многу лоша. И прва година на крај, да, така. Прва година заврших, лето, мама ми се яви еден ден и ми вика јас ќе се разведам од татко ти, првото нејно прашање беше дали ме поддржавиш ти мене. Секако дека да, затоа што јас знам каква беше ситуацијата и само можев да одговорам, мама, ако си ти среќна, и јас ќе бидам. Не ти се јави татко ти да те праша за советот во мајка ти? Не. Не ми се јави тато, поради тоа што иницијаторот за развод беше мама. Добро. Поради тоа што тато беше крив, нели, он не може да биде иницијатор за развод. Колку е крив татко? Па, не можам да кажам дека е крив, и двајцата се увек криви, али тука во таа нивна приказка татко ми бил крив, мајка ми не била, па она иницијаторот. Не ја заземам таа страна, јас гледам од друга страна. И двајцата ги сакам и ги почитувам многу. И пак почнав да се изборам на... Да, скуп. Кажи ми, имаш ли некоја љубов што допира до тебе? Веќе имаш 22 години, студентка си на фармација. Имаш ли некоја љубов која што сакаш да ја раскажеш? Твоја приказна? Имам, меѓутоа не би сакала да ја раскажам, пошто многу е болна. Па баш заради тоа. Кога се случи тоа? Пред 2 години. Не, две точно, да. Две точно. Од каде беше дечкото? Од овде, од Скопје. Од Скопје. И што се случи? Па не беше во мене проблемот тука. Може да беше обострано, не знам, меѓутоа тој имаше други проблеми. И морав јас да ставам крај на врската и поради тоа што не сакав. Тоа беше голема љубов. Да, Да, колку време бевте заедно? година и 2 месеци. Што виде ти кај него што кај другите не можеше да видиш? Што видов? Не знам дали тоа вистинската љубов, пошто не знам што ме чека во животот. Не можам да предпоставувам кога се работи за љубов.
Сега за сега мислам дека беше вистинска. Можеби ќе се смени моето мислење, не знам. Ќе видиме што ми носи утрото. Меѓутоа беше многу болно. Знам дека ми беше. Кажи ми што ти беше толку болно? Па не сакав едноставно да го пуштам да оди. А морав тоа да го направам ради себе, поради тоа што тој имаше проблеми што јас кога бевме заедно заборавив на себе, бев максимално посветена само на него. И почнав да се губам себе си. Значи, станувам од Цабајле и првото што помислувам не чекај, јас сум добра, жива здрава, сега се разбудив. Имаше пороци тој човек? Да. Да? Добро. Кај е сега тој човек? Овде е во Скопје. Ти се јавува? Не. Не, знае дека сакаш да пееш. Да. Сигурно те гледа. Па не знам дали ме гледа, може би. Океј, кој би го видела сега да влезе низ врата, што би му рекла прво? Што би му рекла? Прво ќе се изненадам многу. Многу ќе се изненадам поради тоа што нема да очекувам. Што би му рекла? Прво ќе прашам дали е добар. До каде е со неговото здравје. Дали се опоравува. Знаеш дека кога си артиста, особено кога си пејач, ти требаат сите емоции како арсенал кој што човек уметно ги поседува во себе, затоа се црпи некаде од таму. Енергија, не овие интервјуа се случајни за да просто да се разбудите малце, да видите кај сте, што сте, колку емотивно сте зрели, подготвени за овој предизвик. Но кажи ми, кога одиш во Стојаково, сакаш ли да одиш прво и основно, да се навратиш таму или не одиш често? Јас сакам да одам во Стојаково, поради тоа што пак ќе повторам, јас порасна во Стојаково. Имам нормално, мислам дека е тоа многу нормално да имам негативни спомени и да имам позитивни, меѓутоа позитивните увек ми се на прво место. Имаш ли поддршка од твоите родители за ова што го правиш? Со кого се консултираше пред да влезеш во куќава? Секако со мајка ми и со татко ми. Што е првата работа што ти ја кажа твоите родители? Првенствено мајка ми Извини. беше нема проблем, мајка ми беше исплашена. Не би го рекла тоа како не ме поддржува, поради тоа што исплашена беше, не знае каде влегувам, не е јасно. Јас се обидов да ја објаснам. Мајка ми плачеше пред да влезам јас овде. Стварно беше исплашена. Јас се обидував на секаков можен начин да ја објаснам дека ќе биде окей. Јас сум таа што сум и не се менувам, а ме познава. Татко ти што ти кажа? И татко ми беше исплашен, не знаеше каде идам, ми вика зошто идеш таму? Значи мајка ми и татко ми го имаат слушнато за Велики брат и за такви реални шоуа кај што нема граници тоа што се прави. И исплашени беа и двајцата. Многу беа исплашени и имаше моменти кога јас тоа го доживував како да не ме поддржаваат, меѓутоа не е така. Они најмногу ме поддржаваат од сите. И да не ме поддржава, немаше да ми дозволат да дојдам овде. Си настапувала ли некогаш? Ти ми кажа дека си имала свирки неколку, но тоа од што ја сакаш многу музиката, па дури не си размислувала за известни хонорари кои што треба да ги добиеш и кои што евентуално си ги добивала. Така е. Што мислиш што ќе се случи со тебе после ова шоу? Јас сум спремна, животот ме научил да бидам спремна на се. И јас сум спремна на се. Што значи тоа? Дека си Тоа значи подготвена на се? Тоа значи дека сум подготвена да видам што ќе се деси. Јас ќе дадам се од себе. Мислам дека ти кажав синоќа дека последниве 2 недели се затворив повторно во себе. Зошто се затвараш? Зошто имаш таа потреба да се затвараш сама во себе, при тоа знаеш дека губиш и од часови, и од настапи? Се затворив во себе поради причина што кога ќе ми дојде преку глава од се, јас се откажувам.
Тоа ми е... А не мислиш дека имаш вистинска причина да ти дојде преку главоце? Не мислам дека има вистинска причина и затоа сум бесна на себе. Значи, јас сум бесна на себе и тоа имам го кажано на некои од кандидатите што учествуваат овде. Бесна сум на себе зашто си дозволив повторно да се затворам во себе, а со професорката работевме напорно за јас да се отворам, да видиме кој сум јас вистински. Јас се затворив повторно. И тоа го осеќам и ми смета и работам максимално за да го тргнам и никогаш повеќе да не го почувствувам повторно. Да не се затворам едноставно во себе и не сакам да зборувам за себе, не сакам да слушам ништо. Едноставно се откажувам. Зошто? Се разочаровам. Од што? Па од што? Да кажам од моабети. Секако. Од какви моабети? Па ќе ми спомне некој, не си ти за овде. Што бараш ти овде? Кој ти го кажал тебе тоа? Пример кажувам. Не си ти за овде. Што бараш овде? Ти ќе излезеш прва. И јас сум многу чувствителна, тоа го кажав уште кога влегов во ова шоу. Делувам како многу остра, арогантна личност, а уствари тоа е само мојата маска. Да. Многу сум чувствителна и тоа ми влијае само мене. Кога мене ќе ми каже некој нешто, дали е тоа на шала, го мисли или не го мисли, јас тоа не можам да го знам и све ставам на срце. И после тоа размислувам зошто. Имаш ли така во ми куќата кажа? пријател на кој што можеш да му веруваш? Имам луѓе кои што можам да им верувам, меѓутоа овде во куќата не можам на никој да верувам. Зошто? А затоа што такви се околностите на кои што мислам дека не можам да верувам на никој. Можам да верувам до степен да барам некој одговор или да побарам мислење од некој. Меѓутоа да верувам не. Едино мајка ми да ми ја донесат овде во куќата, можам да ја верувам. Тоа значи дека и тебе не ти веруваат. Тоа знаеш дека просто Да, така. тоа е обострано, нормално. Имаш ли вистински тука соработник со кој што сакаш најмногу да Со да кој се што сакам дружиш, најмногу да пееш, соработувам? Сите во куќата се различни на свој начин и јас искрено би соработувала со не со сите, не можам да кажам со сите. Меѓутоа би соработувала со Марија, би соработувала со Мија, со Валери. Што мислиш за Валери? Валери е исто многу чувствително девојче, кое што има пројдено многу ствари во животот. И се бори и се уште е на две нозе. Се бори со се што ќе ја кажат. Храбра е многу. Ги има моментите и таа се откажува, имам ја приметено дека кога ќе дојде преку глава се откажува. Тука сме двете исти, можам да ја приметам, да ја осетам. И знам некои работи за неа кои што не се уопште убави да речам. Не може да, сигурно секој нема доживеено такви ствари во животот. И многу сум горда на неа дека е овде и дека се иде напред, не застанува. Кога би била утре звезда музичка, имаш ли визија како ти тоа би го правела? За во државата зборам, за во Македонија? Па да речем, од тука да почнем. Да речем, добро. Имам, да. Значи, јас кога ќе излезам од ова шоу, првенствено ќе се вратам на факултет. Добро. Кој што морам да го... Тоа ми е цел која што морам да ја завршам.
Првенствено ќе се вратам на факултет и другото што ќе направам, јас морам да не кажав дека морам да работам за да заработам. Што работиш? Значи, ти и работиш и студираш, така ти сама се финансираш? Да. Добро, браво. На кој начин заработуваш? Што работиш? Работев пред да влезам овде во хотел Буши, во Чаршија. Работев како хостеса. Добро. И имав нормална македонска плата, со кое што плаќав стан, факултет за мене и за брат ме. Имаш брат? Да, имам брат и тој моментално е овде во Скопје. Што студира? Машински факултет. И можам да кажам дека јас се грижам за мене и за брат ми. Со Од некоја твоите родители не добиваш никаква помош? Имам помош и од родителите, меѓутоа минимална помош, колку што можат. Така да сум имала денови кога сум работела по 18, по 16 извини часови. И тоа беше летово и годината претходна што помина. Што работиш? Значи работев во хотелот редовно. Добро, што работиш во хотелот? Хостеса. Само хостеса. Само хостеса, да. Меѓутоа од хотелот излегувам и одам на друга работа како келнер или како шанкер. Каде, во Чаршија или? Не, во Роџер Пијано, во како се викаше ресторанот? Во Козле, ресторанот за свадби. Обично по свадби има свадба и пример јас сум шанкер или келнер, зависи. Добро. И кога наоѓаш време да учиш? Таа е многу интересна работа која што ни мене не ми е јасно. Шта се мора ни е тешко. Значи работиш и после се враќаш дома и учиш, така? Многу плаќаш станот, кирија за стан, храна, Факултет, облека, све, да. се. И тоа покриваш и за тебе и за брат ти. Да. Морам да ја исполнам минималната помош од моите, која што исто така ми помага многу. Но после ова што би било добро да почнеш со свирки, па од свирки да заработуваш. Да се фокусираш нешто и што е убаво и што е исплатливо. Уствари јас затоа и дојдов овде. Во ова реално шоу се откажав од многу работи за да дојдам овде. Поред тоа што јас верувам во себе, иако се откажувам кога ќе ми дојде преку глава, тоа нормално е за мене пошто се познавам. Меѓутоа се борам за тоа што го сакам, а тоа е музиката. И ќе се борам до крај. Кој е рефренот кој тоа пишува најмногу? Најмногу ме опишува од Слаткар да полетам. Ајде. Меѓутоа не можам да ја рецитирам таа песна. Не можам стварно. Може да ги кажеш стиховите. Имам сила после се, пак да продолжам. Имам храброст во мене, да не запирам. Така на тоа. Не можам стварно да ја рецитирам, меѓутоа можам да испеам една песна која што ми лежи од увек на срцето. Загрли, сад ме јако загрли, кажи ми нешто лепо, слажи ми, да још имаме у срцу мом. Заплачи, само јако заплачи, заплачи, или бар одглуми ми, ти си едини, у срцу мом остани. Која пееше ова? Јас. Не, која пееше ова песна стварно? Песнава јас ја знам од мајка ми, пошто ја пее А код која дома, пееше која е ова? оригинал верзија не знам. Добро, дека не слушам тоа, па и не знам. Нема везе. Фала, Вики. Слободна си. Се гледаме на час. Да.